Си бил еднаш еден човек. Добар и богат човек. Еден ден отишол на лов. Не бил внимателен, па се загубил во шумата. Го сретнала вештърката и му рекла: "Ке ти го покажам патот, ако се ожениш со мојата керка." Човекот немал друг излез, па морал да се согласи. Вештерката му го покажала патот, а тој, заедно со керката на вештерката, се вратил дома. Набрзо направиле свадба, керката на вештерката била убава, ама човекот не можел туку така да ја засака. Зашто не можел? Тој од првиот брак имал 6 синови и една керка. Многу ги сакал своите деца и се плашел дека новата жена нема да се грижи за нив. Додека загрижен шетал низ градината, се појавила самовила. Таа му подарила волшебно клопче со конец. Со одмотување на клопчето, човекот открил скриен замок на средината од шумата. Таму ги однел своите 7 деца, таму ги скрил од новата жена. Често ги посетувал и се дружел со нив. Еден ден неговата втора жена го следела и открила каде живеат неговите деца. И што направила? Епа, керката на вештерката сошила 7 бели кошули. Се разбира, тоа не биле обични кошули. Кога човекот отишол на лов, жената го украла клопчето и стигнала до замокот каде што живееле 7 деца. На 6 момчиња им дала по една кошула. Девојчето во моментот не било во замокот. Штом момчињата ги облекле кошулите, веднаш се претвориле во лебеди и одлетале од шумата. Леле, момчињата станале лебеди и потоа? Утредента, таткото дошол во замокот и кога ја видел само својата керка, ја прашал: "Каде ти се браќата?" "Се претворија во лебеди и одлетаа," рекла таа плачејки. Сестричката решила да ги најде своите браќа. Тргнала низ шумата, било темно, имало чудни звуци, но сестричката била храбра и решена да ги најде браќата. Стигнала до една кукичка. Легла внатре, таму имало 6 кревети. Девојчето се скрило под еден од нив. Кога сонцето отишло на запад, кога се стемнило, 6 лебеди влетале во кукичката и се претвориле во момчиња. Девојчето излегло од под креветот и ги гушнало своите браќа. "Не можеш да останеш овде," рекол првиот брат. "Тука живеат разбойници," додал вториот. "Ние можеме само 15 минути да ги извадиме пердувите и да бидеме луѓе, потоа пак ќе одлетаме," рекол третиот брат. "Но како да ви помогнам?" прашало девојчето. "Многу тешко," рекол четвртиот брат. "Треба 6 години да не кажеш ниту еден збор, никому да не прозбориш ниту збор."
и треба да ни исплетеш 6 кошули од нарциси. Тоа ќе ја скрши лошата магија. Девојчето излегло од куќата и ветило дека ќе направи се како што и кажале браќата. Сестричката многу си ги сакала братчињата. Се разбира. Неколку години девојчето само молчало. Берело нарциси и од нив плетело кошули. Еден ден, низ шумата, поминувал еден принц и ја забележал молчеливата девојка. Која си ти? Прашал тој. Што правиш тука? Принцот ја прашувал на сите светски јазици, но таа само молчала. Од тој ден, принцот секој ден ја посетувал девојката, секој ден. А таа секој ден молчела. Принцот многу ја засакал убавата девојка и решил да ја однесе во својот дворец. Ја побарал за жена, а девојката се согласила. Прозборела? Не. Со насолзените очи му дала знак дека се согласува. Направиле голема свадба. Девојката, која станала принцеза, родила 2 дечиња и била многу добра жена и мајка. Но постојано молчела и плетела кошули од нарциси. Кога поминала 6-та година, низ нејзиниот прозорец долетале 6 лебеди, нејзините браќа. Им ги дала кошулите исплетени од нарциси, а тие веднаш од лебеди се претвориле во момчиња. Биле пресрекни и ја гушкале сестра си. Тогаш во собата влегол принцот, а девојката му рекла: драг принцу, заврши страшната магија и сега можам да зборувам. Му кажала за лошата ќерка на вештерката и за тоа што им се случило на незините браќа. Принцот се израдувал, ја бакнал својата жена и се запознал со незините браќа, кои станале угледни и почитувани дворјани. Сите си живееле долго и среќно. И јас би направила се за моето братче и сестриче.